Добро вечер, драги пријатели, почитувани сегашни, почитувани поранешни вработени во музеот, драги гости, љубеници во уметноста. Голема е радоста и гордоста да се биде градоначалник во период кога се одбележува еден вака голем јубилеј. 2018 година токму во овој музеј одбележавме 55 години од катастрофалниот земјотрес во нашиот град. Минатата година имавме 75 години од ослободувањето на Скопје, а во текот на оваа година исто така прославуваме или ќе прославуваме годишнина од формирањето на градската библиотека. А еве сега имам таа чест да ја отворам изложбата по повод 70 годишнината од постоењето на музеот на град Скопје. На вакви јубилеи убаво е да се потсетиме на почетоците на музеот и на личностите кои се втемелени во неговата изградба. Па така, тогашниот градски народен одбор на Скопје го основал Народниот музеј на град Скопје, а за прв директор била назначена археолог Блага Алексова. Тука би сакал да ги споменам и да им оддадам почит и на Димче Коцо, Борис Чипан, Душанка Вуковиќ, Томо Томовски, Лазар Личеновски, Рада Поленаковиќ, Кузман Ѓоргиевски, како и на сите сегашни и поранешни вработени во музеот, кои што го вложија целото свое знаење, можам слободно да кажам и целиот свој живот, во градењето на оваа толку значајна институција за културата во нашиот град. Денеска, благодарение на сите вас, со сигурност може да се каже дека музеот на град Скопје успешно ја потврдува и ја реализира својата мисија. Всушност, фактите недвосмислено зборуваат за тоа. Неговата бесценета колекција ја сочинуваат повеќе од 22.000 музејски предмети. Во нив спаѓаат големата мајка од Тумба Маџари, Венера Пудика од Скупи, Адам од Говорлево, 50 икони, легатите на Родолјуб Атанасов и на Белогарски, фотографиите на Дрнков, како и богатата нуизматичка колекција и колекцијата на јапонската графика укијое. Покрај оваа главна музејска зграда, музеот има уште два своји депанданси. Музеј на старата Скопска чаршија во Сулјан и неодамна реномираниот меморијален музеј на илегалните партизански работилници, на кој што јас лично, како симпатизер на народно-ослободителната борба, многу се гордеам. Тука и да не ја заборавиме меѓународната компонента во работењето на музеот на град Скопје, што е од огромно значење за афирмацијата на нашето културно богатство и нашата уметност. Само изминативе 2 години беа реализирани десетина меѓународни изложби во нашите пријателски градови Истанбул, Атина, Солун, Сараево, Подгорица, Бурса, Нови Сад, Белград, Требиње и многу други. Учествуваше на големата изложба посветена на југословенската архитектура МОМА во Њу Јорк, а да не го заборавиме податокот дека токму музеот беше носител на уметничкиот перформанс. Оваа зграда на вистина зборува, која што е перформанс или која што е уметничко действие, која што го освои Гранд Прито на минатогодишното Пражко квадренале. Се разбира, може да се наведат уште многу факти кои што говорат за резултатите на музеот на град Скопје и јасно е дека во текот на своето постоење се соочувал и ќе се соочува со уште многу предизвици. И токму овдека и токму по повод денешниот ден, дозволете ми да го најавам решавањето на еден горлив проблем на музеот на град Скопје. Од крајот на март, со поддршка на Светска банка, ќе започне голема реконструкција на музеот вредна безмалку 1 милион евра или околу 60 милиони денари. На крајот на годинава очекувам дека ќе добиеме музејска зграда по сите светски стандарди. Не се случило досега во историјата на оваа институција одеднаш да бидат вложени волку средства со цел да го издигнеме музеот на вистинското место таму каде што припаѓа во нашиот град. Дозволете ми на самиот крај да ги искажам моите честитки за големиот јубилеј, моите желби за нови успеси и достигнувања во иднина. Музеот секогаш ќе има мојата поддршка и поддршката на градот Скопје. Ви благодарам.